Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, имаме мало интервју со председателот на нашата македонска заедница овде во Ньюкастел, новиот председател Саше Стојчевски. Да слушниме што ќе ни кажи Саше во ова интервју. Сашо Стојчевски. Добре дојде, Саше, и ти благодарам што ме прифате за овај интервју. Првото прашање, Саше, после многу години, сега младата генерација превзема со новата управа да ја води нашата македонска заедница во Ньюкастел. Кажи ни зошто се менува управата и како ќе се работи во нашата македонска заедница. Фала, Пеце, како прво ти благодарам за поканата на нашето македонско радио програма. Доста години си вклучен и ни услужуваш за нашата македонска заедница во Ньюкастел. И ти посакувам уште многу години и успех со радиото. Фала многу. Пеце, на прашањето, мислам дека природно е во секоја заедница за младите да превземат одговорност за нашите постари, да можат да си седнат на задни стол, но пак да бидат со нас и да ни дават совет за секакви работи. Ама ќе кажам дека заедницата наша е регистрирано од почеток по австралиски закони и тие мора по моје да се почитуваат по секаков случај. Би сакал како прво да му се заблагодарам на нашиот долгогодишен председател Крсте Топевски, заедно со секретарот Злате Нечовски. Исто ќе го спомнам покајаниот Джими Вангелов, Бог да го прости. Многу доста и тој се грижеше за заедницата. И благајникот Борис Зулумовски и цела нивна генерален комитет, што се трудеја многу години, што работеја заедно да ја задржа нашата македонска заедница во Ньюкастел. Овие луѓе си го подарија нивното време без корист и за да се задржи македонството во овај наш град. Без нив и без подкрепа исто од нивните жени и фамилии не ќе можевме да покушиме во тешките времиња, како што знаеме сите, кога имаше доста расправање со помеѓу црквите, попоите и владиците. Пак ќе повторам едно големо заблагодарност на поранешната управа и сите управи пред тоа што имат служено нашата прекрасна македонска заедница од почеток. Да се задржи вистината што е за македонството и да се здрави и живи, и жалба ми е да се продолжат, мислам, со нас, колку што сакат и секогаш ќе бидат почитувани од нас. По англиски се вели тоа succession planning и мислам тоа е битно за војднина. Да. Пеце ме праша дека после многу години сега младата генерација превзема. По моја мисла, еве, јас имам 46 години, со жена и 3 возрастни деца, ама не се гласам како за младата генерација. Оти децата мои, нивната генерација се младата генерација сега, и ние испаѓаме по право средната генерација, само пак се гласам во очите на нашите постари како млади и со тоа се согласувам и немам проблем.
Второто прашање, Саше, кажи ни имењата на твојата нова управа, што све сега во Генералниот комитет во нашиот град Нјукастел. Пеце, можам да кажем, еве, јас сега како председател водам нови, млади, паметни и учени главни комити, заедно со подпредседател што ни е Џони Линковски, секретар Ристо Веловски, благајник Стивен Кековски, подсекретарка Мери Мицевска, подблагајник Никола Зулумовски. Исто во моите главни столови ќе постои Симон Стефановски, што ни ја чува минутите на секој состанок што и држиме, што е многу важно за да можеме да функционираме правилно. Да. Веќе можам да ги прочитам, извини, сега и другите членови на нашиот нов генерален комитет. Крсте Топевски, Злате Нечовски, Борис Зулумовски, кои ќе си продолжат со нас и ние тоа го сакаме и ќе ни бидат главните советници. Исто имаме Лази Кукуловски, Тоде Сорчевски, Бале Божиновски, Стивен Димовски, Майкл Грујовски, Стивен Јошевски, Тоде Лајмановски, Ендрю Павлевски, Луба Петровска, Трајан Трајановски и Стивен Стефановски. Му се заблагодарувам на сите членови што сакат да придонесат многу повеќе за нашата заедница и му посакувам пријатно однесување со сите наши групи и македонци во нашата македонска заедница овде во Нјукастел. Мислам, Пеце, но и знам дека со овај нов поставен генерален комитет имаме луѓе што сме учени и воспитани, но имаме и луѓе со големо искуство со нашата заедница. Ако се слогваме и почитуваме, никогаш по мое нема да пропадниме. Сакам да го кажам, да го спомнам еден стар македонски реч: сложни браќа кои ќе градат. Многу точно. Трето прашање, Саше. Кажи ни ако можеш нешто лично за тебе и како ти беше и нешто за нашата заедница и како ти ја оценуваш. Добро, Пеце, заедницата наша, како што знаеш, во Нјукастел е околу 50 години, точно не знам до дата, ама ќе се научи, ама мислам ближи до 50 години. Од кога почна формално, и може да е поеќе од 50 години, ама формално ко почна, мислам тука сме до 50 години. Јас како од мало дете со моите родители и мојот брат и цела моја фамилија и пријатели, секој пат сме движеле во помеѓу заедницата наша. Јас лично игра фудбал од джуниорите до сеньорите за двете наши фудбалски екипи што ги имаме тука. И уште да ти кажам, играм за Промена Меджик испод 35 години. Мама ми вели, зошто играш уште? Јас ќе се повредиш. Ми вели, вака така, ама јас и велам дека ми е мерак да играм, дури можам. Ама најповеќе за мене, не сакам да го напуштам друштвото. Со тие деца што се движев од мали години. Што си го имам од дете мало, кога игра фудбал и до ден денес, уште со тие деца играм. Бев во нашата игрорна група и због тоа движење уште имам другари и другарки што ги почитувам, и ако не се гледаме почесто, пак тука сме, пак ќе се видиме од време на време. Исто имам бидено член на нашата млада генерација, во тоа време се викавме ние Macedonian Youth Club. Да. Исто имам бидено во нашето македонска студентска асоциација овде во универзитетот во Нјукастел. Моето движење во нашата македонска заедница ми придонесе многу во мојот живот и сега ми е, мислам, моето време за јас да вратам нешто повеќе назад во заедницата наша. Да. Пеце, со овај тим сега, што го прочитавме, што го имаме, сме сега помешани, стари и помлади. Имаме, мислам, да го речам како рецепта
да постигнеме голем успех и да ставиме темели за наредните 50 години. Да. Како што знаеме, времењата се менуват, пак и ние мораме како заедница да менуваме и да растиме и да се интегрираме во пошироката меѓународна заедница, ама да не се предаваме тие луѓе кои што сме. Многу точно. Ja. Пеце, во ова менување можам да кажам од срце и од цела моја сигурност, дури сум председател и имам одговорност да ја водам нашата заедница, ќе се борам да се задржи нашата македонска култура, нашата македонска православна религија, нашиот древен македонски јазик, нашата песма и оро и нашата достоинствена историја. Тоа е најбитното. Тоа е, мислам, не можеме да бегаме од таа работа. Многу јасно, Саше, многу ние јасно. затоа сме тука. И уште едно прашање, Саше. Што ти е планот за како со новата управа ќе постигнете добри чекори во иднина за нашата заедница? Пеце, сите овие работи што ги кажав, ќе се заштитат со спроведување на како еден стратеджиски план за продолжување со, да ги речем, нашата македонска православна црква Света Богородица. Таа е на главниот место. И сетни имаме нашата игрорна група Македонското културно-уметничко друштво Стив Наумов. Исто со нашето македонско дајке центар, тоа е важно. Исто со нашата македонска женска група Света Богородица и нашето незаборавено македонско пенсионерско друштво Гоце Делчев. Пеце, исто може да кажам дека ќе се трудам да го обновиме македонското школо за нашите мали деца. Ти знаеш, ти беше во времето, заедно работеме во тоа, да учат по македонски за да можеме да не се забора јазикот. Исто, Пеце, во тоа свештеникот Пецо Петровски, попчето, ни се прифате да предава црковни часови за малите и за возрастни ако треба, за да можат повеќе да разбират за православната религија и како да се однесуваат кога одиме в црква, да знаеме како што да правиме. Да, може на секој не ни е толку јасно. Многу убаво. Мило, исто ќе ми биде ако можеме да ја задржиме нашата најмлада генерација со млада управа, ако можеме да се спои таа работа и група како што бев јас. Тогаш децата можеме да му покажеме добар пат, за да не се грешат по други, да фатат други патови, што може и по моје неки му биде добро за нив и за нивните родители и фамилии. Многу јасно. Имаме два јаки фудбалски клубови, Ньюкасл Македонија, Бродмера Magic, со своји джуниори. Исто имаме јак екипа со Ньюкасл Санс. Заедницата исто има активни селски друштва и други групи како македонски човечки права, Macedonian Human Rights и други индивидуалисти кои се грижат за заедницата. Да. Пеце, нашата заедница е голема и богата. И ако работиме заедно сите, мислам ќе постигнеме голем успех за многу генерации по нас. Пак, Пеце, ти благодарам на поканата да дојдам и да му се обратиме на нашата македонска заедница овде во Ньюкасл и околинијата и сите други македонци кои ќе не слушнат пошироко во нашите заедници низ Австралија. И подалеку, пак во, да речеме, географска Македонија, не само Република Македонија, имаме други делови таму. Исто во диаспората, дека ако живееме далеку од нашите стари огништа, пак уште не трга за Македонија, за македонството и дека и ние имаме право на глас. И кога ќе решават во тешки времења таму, како во сега, мислам да може да помислат и за нас. Овде, да. Да. Ти благодарам, и ако ме поканиш пак во иднина, пак
да се заставиме, можем пак да ве подсетам и да му се навратиме на нашата заедница овде во Ньукастл, какви чекори правиме и како постигнуваме Да, обавезно ќе види тоа. по плано. Имам пеце еден апел до нашата македонска заедница. Новата управа ве повикува да продолжиме со движение во нашите групи и да дајте колку што можете уште поголема подкрепа, за да се бериме заедно и често да си прославуваме нашата македонска култура, и да не се плашиме, мислам, од никој, да се изразуваме како македонци, да немаме, како да речем по англиски, shine, ние сме македонска заедница, и да си го шириме нашето македонско име во збор, но и во попишано. Да. Мораме да си го пишеме името Македонија. Иначе, може со време ќе се заборави тоа, ама не го даваме тоа. На крај, ако има некој од нашата заедница што сака да праша нешто или има некој проблем, по секој случај слободно можете да се навратите кај мене на мојот мобил ЕВПЦ 0408 490 148. Пак ќе повторам 0408 490 148. Добро, Пеце, до видување. Фала многу, Саше, за присуството во нашата програма македонска и се надевам дека пак ќе бидете поканети во иднина да видиме какви резултати ќе дадете. Добро. Ви благодарам, Саше, се слушаме пак. Почитувани слушатели, наред се вашите желби и честитки. Со песната Анче Мори Алтанче на нашата ќерка, сестра, внука и брачета Стефани Митревска, од се срце со најубави желби и честитки, и честитаме свршувачката со Робе Талевски од Волунго, да му е стрекно, да ни се здрави и живи, Господ да му дај љубов и среќа во идневниот живот. Во иднина, а на таткото Лупчо и на сестрата Ешли, како и на семејната и Бренден, му ја честитаме големата радост и за Ешли да си дочекаме. На родителите на Робет, Благова и Лена Талевски со цела нивна фамилија му ја честитаме радоста. Овие честитки се испратени од таткото Лупчо, сестрата Ешли, семејната и Бренден, како и дедо Стојан и баба Зора Митревски. Во истата честитки испраќаат по повод свршувачката на Стефани со Робет и тетин Пида, тета Лена и брачедите Адам и Лукас Белчев од Сидне. Moja da si se kogaš, Anče Morio,
Со песната Мерак песна, на саканата внука, брачеда и тетка Стефани Митревска и ја честитаме свршувачката со Роберт Талевски и му пожелуваме се најубаво во нивниот живот. Добра среќа да ги прати секогаш. На таткото Лјупчо, сестрата Ешли, дедото Стојан, бабата Зорка Митревски и на тетката Ленче, тетинот Пида, со брачедите Адам и Лукас Белчев, исто така на сватовите од Вулунго му ја честитаме убавата голема радост. И дома да му е вратено на сите. Овие желби се испратени од тетинот Владе, тетката Веса, брачедот Робе, братучедот Тони, сната Наташа и малата внука Изабела Ангелевски. Со песната Сакам песна на нашата многу сакана и поштована мила ќерка и сестра Моника Вртковска. Со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме 18-тиот роден ден. Воедно и пожелуваме многу здравие, голема среќа и голем успех во школото. Овие убави честитки се посакани од таткото Лјупче, мајката Дијана, братот Даниел со свршеницата Изабела Сите Вртковски.
što se ova čudni vreminja, što je ova čuden nekoj svet. Mnogo luge sreća čeka, da im svetne i toj golem den. Mnogo luge sreća čeka, da im svetne i toj golem den. A ja nemam takva maka, ovoj život si go sakam, sakam pesna, dur do zori, pravam srce što mi zbori. A ja nemam takva maka, ovoj život si go sakam, sakam pesna, dur do zori, pravam srce što mi zbori. Ovoj život kakov takov takov mora da se žive. Sekoj što za sreća kopne, toj duša nek mi pogledne. Sekoj što za sreća kopne, toj duša nek mi pogledne. Ne ja nemam takva maka, ovoj život si go sakam, sakam pesna, dur do zori, pravam srce što mi zbori. A ja nemam takva maka, ovoj život si go sakam, sakam pesna, dur do zori, pravam srce što mi zbori. Ne ja nemam takva maka, ovoj život si go sakam, sakam pesna, dur do zori, pravam srce što mi zbori. A ja nemam takva maka, ovoj život si go sakam, sakam pesna, dur do zori, pravam srce što mi zbori. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Среќен 18-тиот роден ден, исто и многу среќни весели години во иднина на саканата внука Моника Вртковска и честитаат дедо Гоце, баба Нада и стрикото Злате со фамилијата сите Вртковски. Исто така и посакуваме голем успех во школото.
Со песната Царе мори, на многу саканата мила внука и братучеда Моника Вртковска, со наискрени желби и честитки и го честитаме 18-тиот роден ден, исто така и пожелуваме да ја стрекне и весела со добро здравје во иднина и голем успех во школото. Овие се убави желби испратени од баба Лила Карадиновска, како и тетките Роза и Тања со нивните фамилии. Ajde promeni se, care mori, doteraj se. Obleči si, care mori, crveni elek. Obleči si, care mori, crveni elek. Ajde obleči si, care mori, crveni elek. I čevlina, care mori, lakovani. Lakovani, care mori, pokrenati. Ajde da izlezi, care mori, na sred selo. Kaj što sviri, care mori, romančeto. Kaj što sviri, care mori, romančeto. Ajde da se vratiš, care mori, na oroto. Na oroto, care mori, karši mene. Na oroto, care mori, karši mene. Ajde digni oči, care mori, pogledni me. Skrši me, care mori, namigni mi. Skrši me, care mori, namigni mi. Ajde da gi pukaš, care mori, ergenite. A najbojke, care mori, mladožencite. A najbojke, care mori, mladožencite. Со песната Родена сум за тебе. На поштованата внука и братучеда Моника Вртковска и го честитаме 18-тиот роден ден, воедно и спраќаме желби за добро здравје, голема среќа и успех во школото. Сите овие честитки се посакани од дедо Пеце и баба Лиля со цела фамилија Вртковски. Со истата народна песна на искрени желби по повод 18-тиот роден ден на внуката и братучеда Моника Вртковска испраќаат баба Ваница Белевска, како и тетките Снежа, Анета со нивните фамилии. Воедно на Моника и посакуваме многу успех во школото.
nežno srce ljubeno, samo tvoja jazda bidam mi je sudeno. Cela mladost moja jazda ti ja podaram i kraj tebe dušo moja jazda ostaram. Rodena su za tebe, bili večno kraj mene. Ivo dobro, Ivo zlo, večno da sme zajedno. Život do veka zajedno da delime, nikogaš nije da ne se razdeli me. Život do veka zajedno da delime, ne daj Bože nije da se razdeli me. Jedna duša imam, kako soza čista je, Ivo nea ljubav čuvam samo za tebe. Cela mladost moja jazda ti ja podaram i kraj tebe dušo moja jazda ostaram. Rodena su za tebe, bili večno kraj mene. Ivo dobro, Ivo zlo, večno da sme zajedno. Život do veka zajedno da delime, nikogaš nije da ne se razdeli me. Život do veka zajedno da delime, ne daj Bože nije da se razdeli me. Život do veka zajedno da delime, nikogaš nije da ne se razdeli me. Život do veka zajedno da delime, ne daj Bože nije da se razdeli me. Život do veka zajedno da delime, nikogaš nije da ne se razdeli me. Život do veka zajedno da delime, ne daj Bože nije da se razdeli me. Почитувани слушатели, продолжуваме со вестите од Македонија. ВМРО ДПМН, Министерството за финанси се задолжи за нови 6,6 милиони евра. Министерство за финанси и СДСМ денеска на јавна аукција на државни записи ги задолжија граѓаните за нови 6,6 милиони евра. Само во месец август ова е второ милионско задолжување. На почетокот на август СДСМ преку Министерството за финанси се задолжи за нови 36,6 милиони евра, а најавени беа дека ќе се задолжат 32,5 милиони евра. Значи, само за месец август досега СДСМ ги задолжува граѓаните за повеќе од 43 милиони евра. Тоа се пари на граѓаните кои гледаме дека не се инвестираат во ништо. Гледаме дека сите проекти се во застој, а капиталните инвестиции се со паразителни бројки и
со срамни резултати. Од почетокот на годинава досега неспособна влада на СДСМ ги задолжи граѓаните и државата за стотици милиони евра. Само во првите 2 квартали, односно од јануари до јуни, јавниот долг е покачен за 352 милиони евра, додека пак државниот долг е покачен за 342 милиони евра. Психолошката граница од над 50% одамна е помината. Ова се загрижувачки бројки за граѓаните и за државата. Неспособноста на СДСМ ја однесе државата во пропас. Економијата е крахирана и криминалот и корупцијата секојдневно растат. Јавноста добро е запозната со актуелната состојба. Нема никакви проекти од неспособната влада на СДСМ. Нема нови училишта, нема нови патишта, нема нови болници, нема нови градинки, студентски домови, факултети, нема 500 евра плата, нема покачени пензии и стипендии. Едноставно, нема ништо од она што го ветува дека ќе го спроведат откако ќе дојдат на власт. Единствено што има е скандали и афери од типот на криминални иновации. Афера која зазема се поголем замав, како што може да видиме, афера како крвавите тендеми во здравството, каде што ќерка и татко си дела тендери и многу други афери. Прашањето од граѓаните до ова неспособна и криминална влада е следново. Каде одат парите со кои што за само една година денот откако сте на власт, СДСМ ја задолжува државата за милиарди. Ако не се реализира ниту еден проект, а не се реализира како што може да видиме, во чии џепови завршуваат парите на граѓаните. Дали може би овие задолжувања се за финансирање на партиските кампањи, кои што треба да ги реализира СДСМ преку владата во престрет на референдумот. Бараме СДСМ и Министерството за финансии уште еднаш да се откажат од фискалната стратегија, каде што се предвидува финансиски пропас на Република Македонија. Едноставно е, ова криминална влада на СДСМ не е способна да ја води државата. Ова неспособна и криминална влада ја однесе државата во амбис, а граѓаните се на работ на екзистенцијата. На крајот граѓаните и Република Македонија ќе победат. Тоа го кажува Димче Арсовски, потпарол на ВМРО ДПМН. Владината седница ќе открие како владата ќе ги троши народните пари во кампања за референдумот. Владата не открива како што трошат средствата кои министерствата ги собира за кампањата за референдумот, како што изгледа информативна референдумска пропаганда и врз основа на кои критериуми ќе се врши изборот на медиуми, во кои ќе се врши закуп на рекламен простор од владата вела дека ќе се знае по утрешната седница. Утре ќе има седница на влада по чие завршување ќе се знае сите детали во однос на кампањата од јавен интерес за референдумот. Се вели во дописот од кабинетот на Заев до Сител. На последната владина седница министерствата беа задолжени да кажат колку пари може да стават на располагање за референдумска кампања. Освен Шекеринска, која обезбедила 1.000.000 евра државни пари, останатите министри велат дека деталите ќе ги соопшти владата. И во собранието нема дефиниран став како ќе се води пропагандата за референдумот. Координаторот на мнозинството Тунтев вчера за Сител потврди дека најверојатно утре пратениците од мнозинството ќе се координират за да изградат став за идните чекори. И додека државната кампања се уште се планира, партиската се води под полна пареа, освен платените објави на социјалните мрежи, ангажирани на терен и се пратениците на СДСМ. Во опозицијскиот блок, партиските органи натаму градат став за тоа како ќе се постават на референдумот. Не се знае ниту дали и како ВМРО ДПМН ќе се вклучи во кампањата во протест на референдумот и дали нивните пратеници ќе ја поддржат она која ќе ја води мнозинството во собранието. Од опозицијата велат штом ќе изградат став, граѓаните за тоа ќе бидат информирани. Армиските сили на
Америка со извинување за погрешното именување на земјата и војската. Американската армија во Европа се извини поради објавата на нивната официјална Facebook страна, на која што беше соопштено дека на терензите на полигонот Криволак нивните воени единици соработувале со северно-македонски војници. Оттаму вела дека е корисно погрешно име и дека високо го ценат партнерството со Арама. Се извинуваме поради објавеното видео на нашите социјални медиуми, каде е користено погрешно име за Република Македонија. Видеото е веќе повлечено. Го цениме партнерството со армијата на Република Македонија и жалиме за ова грешка. Стои во соопштението од армијата на САД во Европа. Извинувањето доаѓа поради видеото кое се појави на YouTube, каналот на Американската армија во Европа, на која што беше објавена информацијата дека на војните вежби во полигонот Криволак, војската на САД работи на подобрување за интерперабилноста на северомакедонските војници на полигонот Криволак, која се наоѓа во Северна Македонија. Неколку часа покасно, постот и видеото беа отстранети од официјалната Facebook страна на армијата на Америка и на Европа. Објавата беше поставена вчера кога завршија тренинг активностите на 200 војници од армијата на САД во Европа, кои од 1 до 20 август го користеа армискиот полигон Криволак како дел од стратешко партнерство меѓу САД и Америка. На тренингот присуствуваше и командантот на Американската воена база на Косово, полковник Ник Дучич, кој тогаш во изјава за медиумите нашата земја ја именуваше со уставното име. Идната година полигонот Криволак ќе биде домаќин на голема воена вежба наречена Одлучен удар, во која ќе бидат вклучени повеќе од 1000 војници од копнените сили на САД за Европа и од Арама. Нешто и за лековите. Ако редовно ја јадите ова храна, ќе живеете подолго. Најздравиот оброк е прилично ефтин. Во оние делови од светот каде луѓето доживуваат длабока старост, многу се консумира ова намирница. Прилично е ефтина, можете и сами да ја одјадувате. И за лековитоста и не треба да зборувате. Можете веднаш да сватите се работи за грав. Гравот е навистина здрав и препорачливо е да се консумира. Без разлика на тоа која врста грав ја подготувате, секоја од нив е многу здрава. Во гравот се наоѓаат мноштва лековити материи, меѓу кои најмногу застапени се протеините, јагленохидратите, маслите и изобилува и со доста витамини. Помага при одржување на колестеролот во крвта, ја подобрува работата на органите за варење и го зајакнува срцевиот мускул. Неколку причини за појава на темни подочници. Голем број луѓе се соочува со темни кругови под очите кои настануваат од повеќе причини и представуваат естетски проблем, посебно за дамите. Покрај генетичката предиспозиција, една од причините за темните податоци е умор и недостак на сон. Научниците советуваат на 7 до 8 часа ноќен одмор. Исто така и дехидрација на телото може да биде причина за подочници како резултат на сува кожа во тој дел од лицето. Затоа важи препораката од внесување на барем 2 литри вода дневно. Изложеност на силно сонце, како и долготрајно време пред ТВ и компјутер без пауза го зголемува ризикот од темни подочници. Како значаен фактор за појавување на темните кругови под очите, лекарите го посочуваат и пушењето, кое го спречува создавањето колеган и со тоа кожата на лицето ја губи еластичноста и старее. Нешто и за спортот. Македонските одбојкари без право на грешка против Швајцарија. Македонските одбојкари утре вечер ќе го одиграат третиот меч во евроквалификациите. По поразот од Украина на домашен терен, македонските одбојкари, наместо да бидат на првото место на табелата од квалификацијската група F за пласма на европски шампион, тие се трети со 3 бодови, колку што има и Унгарија на второто, односно Украина, која е лидер со 5 бода. И на двата меча со Унгарија и Украина, црвено-жолтите покажа дека имаат квалитет, но и слабости. Во двата дуели македонските одбојкари имаат можност
да забележат максимални бодови како и на гостувањето кај Украина, како и во Скопје против Украина има предност од 2-0. Помалиот број на играчи во ротацијата или пак заморот беа особени видливи на скопскиот меч, кој на крај го загубија со 2:3. Иако се на последно место на табелата, швајцарците нема да бидат лесен противник. Особено тоа го потврдија во мечот против Унгарија пред својата публика, која победија по голем пораз со 3:2. Македонија на хартија важи за благ фаворит, но одбојкарите ќе треба да тоа го потврдат и на теренот во првиот од два меча со Швајцарија, кој ќе се игра утре вечер во Кале, Скопско Кале, со почеток во 20 часот вечерта. Првенственото што ќе се одржи следната година во септември во Франција, Холандија, Белгија и Словенија, а пласма ќе обезбеди и прво пласираните 8 селекции од секоја квалификацијска група, како и 5 најдобри второ пласирани. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам